Почитувани присутни, почитувани граѓани на Борисово, дами и господа, добро вечер! Како по обичај, на секои локални избори ве посетуваат кандидатите кои ја бараат вашата поддршка. Во ред е тоа да се прави, но каква потврда добивте вие за нивните ветувања или уште подобро, дали имаше некакви резултати од ветувањата? Почитувани, нашата партија и јас решивме таквиот начин на водење на политика да не го практикуваме, бидејќи свативме дека она што на граѓаните им е потребно се дела и конкретни проекти. Затоа не доаѓаме со празна реторика и лажни ветувања. Анализиравме, сработивме и дојдовме со подготвена програма за едината и развојот на општина Ново село. Изработката на програмата е многу сериозна и долготрајна работа која траеше повеќе месеци. Тоа е затоа што ние максимално одговорно се поставивме кон ветувањата кои ги даваме пред нашите граѓани. Во нашата програма се опфатени сегменти од секојдневното живење на граѓаните врз основа на нивните реални потреби. Уште во периодот кога доставувавме кандидатури, постоеше обврска кандидатот да достави своја програма со која би се представил пред граѓаните на својата општина на следните локални избори. Програмата подоцна ја надградивме со проектите од местните комитети и местните заедници, местните комитети на ВМРО ДПМН. Голем дел од овие проекти пред вас се токму идеја на самите граѓани, разработени и прецизирани од нашите тимови. Денес можеме да ви гарантираме дека токму тие идеи најмногу ни помогнаа да ги составиме овие програми и да излеземе во пресред на сите граѓани во сите општини. Во овој наш документ нема неиздржени проекти. Секој проект, без разлика во која област се наоѓа, дали е тоа во економијата, образованието, спортот и другите области, се прецизно разработени со средства и рокови, сакајќи да се осигураме дека овие проекти се возможни и реални. Почитувани, напредокот на општината значи придонес кон напредокот на државата. Тоа е и мотивот поради кој се вклучивме во изборите. Заедно со ВМРО ДПМН да ја оствариме визијата за изградбата на општина Ново село како една современа и просперитетна општина. Предизвикот да се зафатиме со подобрувањето на нашата иднина беше главниот мотив за на моите сограѓани да им понудиме конкретна програма со која заедно ќе ги решиме проблемите. Целта е една и едноставна: да станеме успешна општина со која секој од нас ќе се гордееме. Со добар и реален план нашата цел ќе биде да продолжиме да вложуваме максимални напори за зголемување на економскиот раст во нашата општина, создавајќи предуслови за локален економски развој и нови вработувања, ќе подигнеме нови индустријски зони, најмалку една покрај патот М6 и други на уште една локација. Наша примерна цел ќе биде да привлечеме нови инвеститори, да се отворат нови фабрики, а шаблоните за постигање на ова ни се веќе оставени на располагање преку работата на владата на Република Македонија. Во Борисово ќе направиме реконструкција на водоводната мрежа, за што средствата ќе ги обезбеди општината во соработка со владата на Република Македонија. Конечно ќе биде изготвен проект за изградба на фекалната канализација во Борисово.
Во рамките на повеќегодишната програма за локален рурален развој ќе се изврши асфалтирање на улици во населеното место Борисово. Како дел од проектот 50 фудбалски игралишта на владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт е изградено и игралишто во Борисово. Игралиштото е предадено на управување на општина Ново село, но се уште не е ставено во функција. Игралиштето ќе се обнови и ќе биде ставено во служба на младите од Борисово. Ќе го реконструираме каналот за наводнување од местото Доганец до Воденицата. За нашите најсакани, за децата. Децата од Борисово нема да мора да пешачат по 2 километри секој ден за да стигнат на училиште во Мокриево. Ќе им обезбедиме редовен превоз и временските неприлики нема повеќе да бидат проблем за нашите деца. Нивните родители нема да мораат да ги пречекуваат од училиште во страв дека ќе бидат нападнати од некое животно. Ќе бидат носени и враќани и ќе се движат по улици кои се осветлени за безбедно да стигнат до своите домови. Почитувани граѓани на Борисово, народот е со нас, бидејќи препознава визија, идеја и предстојна работа. Нашите политички противници се повеќе тонат и се заглавуваат, а до таму ги носи тоа што секогаш граѓаните ги ставаат после партиските интереси, но си ја добиваат тие својата казна. Тоа се гледа и по посетеноста на нивните митинзи и по поделеноста во нивната партија. А како не би имало кога знаеме дека и во СДСМ има честни и искрени луѓе. Единствено на Бранковите послушници им одговара начинот на водењето на оваа политика со лаги, закани и притисоци. Откако на 16 јануари истиот тој Бранко Црвенковски пред присутните порача дека враќање во парламентот нема, единствен излез од кризата биле предвремени парламентарни избори, влогот бил голем, од битката нема публикување. По само еден ден го смени мислењето, се чини дека погазувањето на зборот, даден пред неполни 2 месеци, ги отврати граѓаните и повеќе не гледаат сигурна иднина во овие политички субјекти. Можат само да сонуваат дека притисоците и уцените ќе им помогнат. Бев и видов што се случува во останатите населени места во општината. Секој